почитувани советници во Советот на општина Прилеп, почитуван градоначалник на град Прилеп господин Илија Јовановски, почитувани добитници на наградите 3 ноември, почитувани представници од фамилиите, почитувани присутни, добар ден и добре ни дојдовте. Прилеп, градот херој и првоборец, градот на непокорот, градот на првата пушка, денес одбележува 76 години од неговото конечно ослободување од фашистичките окупатори на 3 ноември. По тој повод, ја повикувам председателката на Советот на општина Прилеп, господја Елен Четашковска, да ја отвори седницата. Со мало извинување, на оваа седница председателката ќе се приклучи електронски, затоа што нејзината здравствена состојба налага така. Повелете. Почитувани членови на Советот, драги гости, по повод Денот на ослободувањето на Прилеп 3 ноември, ја отворам свечената седница на Советот на општина Прилеп. Посебна чест и задоволство ми представува од мое име и од името на членовите на Советот да ги поздравам присутните гости. Почитуван градоначалник на општина Прилеп, господин Илија Јовановски. Почитувани добитници на наградите 3 ноември. За оваа седница го предлагам следниот дневен ред. Поздравен збор на градоначалникот на општина Прилеп по повод 3 ноември, Денот на ослободувањето на Прилеп. Одлука за доделување на награди и признанија по повод 3 ноември, Денот на ослободувањето на Прилеп. Кој е за усвојување на вака предложениот дневен ред? Констатирам дека дневниот ред е усвоен. По првата точка од дневниот ред, поздравен збор на градоначалникот на општина Прилеп, по повод 3 ноември, Денот на ослободувањето на Прилеп, го повикувам градоначалникот на општина Прилеп, господинот Илија Јовановски, да земе збор. Почитувана председателки на Советот на општина Прилеп, почитувани советници во Советот на општина Прилеп, почитувани добитници на наградите и представници на семејствата на наградените. Добар ден. Денеска сме овде да одбележиме 76 годишнината од ослободувањето на Прилеп. Тука сме да се подсетиме на делото на партизаните и на борците од антифашистичката војна, на знајните и незнајните херои и јунаци, кои ги положиле своите животи и се вградиле себе си во темелите на независната македонска држава. Револуционерен Прилеп својата слобода ја плати со учество на над 8.000 активисти,
околу 2700 вооружени борци, со животите на 650 своји граѓани и 15 народни херои, кои со својата храброст и пожртвованост испишаа светла страница од македонската историја. Остварувајќи го вековниот идеал на нашите предци, тие го ставија печатот на оправданост на орденот Народен херој, кој 1975 година на нашиот град му ја додели председателот на тогашната заедничка држава Јосип Броз Тито. И покрај многуто предизвици со кои се соочуваше во изминатите 76 години, без дилема можеме да констатираме дека Прилеп чекори по патот на напредокот. Патот на напредокот по кој одлучно се движиме во изминатите 3 години, значи развиена и современа општина со уредена инфраструктура и можности за подобар живот на сегашните и идните генерации. Новиот импозантен лик, кој со реконструкцијата на градскиот булевар Гоце Делчев го добива централното градско подрачје, е само еден дел од нашата визија за европски живот во Прилеп. За прв пат, после половина век, Прилеп добива нов современ мост, граден според сите светски стандарди, со 4 коловозни ленти, велосипедски и пешачки патеки. Мост со кој обезбедуваме безбеден сообраќај во тој дел од градот и побрз транспорт на стоки и услуги на стопанството и граѓаните. Конечно, последниве неколку години, како граѓани на најфудбалскиот град во државата, можеме да се пофалиме и со новиот лик на спортската гордост на Прилеп и прилепчани, реконструираниот градски стадион Гоце Делчев. Градиме нов спортско-рекреативен центар кај Прилепското езеро. Се реконструираат улици во градот и населените места, градиме интензивно и со план на секаде во општината, затоа што силно веруваме дека инвестициите во инфраструктурата се влог во нашата иднина. Почитувани, пандемијата на COVID-19 го смени светот. Ништо повеќе не е исто после налетот на невидливиот непријател, кој одзеде огромен број човечки животи и од кој заболеа милиони жители ширум земјината топка. Последиците од пандемијата се видливи на секој чекор. Подзастанаа економиите на најмоćните земји во светот, државите со најразвиени здравствени системи и најсовремени достигнувања на полето на медицината не останаа имуни на коронавирусот. Заразната болест не наодмина ниту ни нас. Ниту вирусот го смени начинот на живење, го смени начинот на работа, наметна своји правила кои доколку сакаме од здравствената криза да излеземе со помали последици, сите ние мора да ги почитуваме овие правила. Впрочем, до сегашното одбележување на денот на ослободувањето на Прилеп, свечената седница на Општинскиот совет и доделувањето на наградите со целосно спроведување на протоколите и одбележување настани, како и доследната примена на препораките за заштита од коронавирусот, се најдобар показател за сериозноста на ситуацијата во која се наоѓаме. Секојдневното зголемување на бројот на заболени достигна загрижувачки размери. Болничките капацитети се речиси целосно исполнети. Притисокот врз здравствените работници се зголемува, а заморот ке докторите и другиот медицински персонал се е поголем. Верувам дека сите ви овде присутни, исто како и огромниот дел од нашите сограѓани, го делите со мене чувството на благодарност до медицинските работници од сите здравствени институции во нашиот град. Секој од нив, со својата макотрпна и посветена работа, покажа висок степен на професионализам, одговорност и патриотизам. Луѓето кои со своите исти ресурси работат неспоредливо поголема и потешка работа од било кога порано. Тоа се хероите на новото време.
заради сето она што го направија во изминатите месеци, оно што го прават сега и оно што ќе го прават во иднина. Најмалку што можеме да кажеме, ви благодариме, ви благодариме, ви благодариме. Но почитуване одговорноста за успешното справување со ковид кризата лежи во секој од нас. Навлеговме во вториот, уште поопасен бран на пандемијата, кој од сите нас бара доследно и строго почитување на пропишаните мерки и протоколи. Најдобриот начин да се заштитиме себе си и своите најблиски, по 100 пат ќе повторам, сите да носиме секогаш и секаде заштитни маски, да не се групираме, да имаме физичка дистанца и да ги дезинфицираме рацете и работните површини. Само така ќе излеземе победници и од оваа битка. Почитувани пријатели, драги мои сограѓани, одбележувајќи го денот на ослободувањето на нашиот град, на сите годинешни добитници, на нивните семејства, на институциите, на стопанските субјекти, на здруженијата на граѓани, им ги честитам 3 ноемвриските награди. Сите тие се доказ дека Прилеп бил и останува расадник на вредни, трудолюбиви, способни и талентирани граѓани, кои низ градењето на личните кариери и постигнувањето врвни резултати и успеси представувале и представуваат најдобри амбасадори во светот на нашиот град. Нека е честит и вековит 3 ноември. Ви благодарам. По втората точка од дневниот ред го повикувам господинот Тони Камчевски, председател на Комисијата за одбележување на значајни настани, личности и празници, да ја прочита одлуката за доделување на награди и признанија по повод 3 ноември, денот на ослободувањето на Прилеп. Почитуван градоначалник, почитувани колеги советници, почитувани наградени и присутни. Комисијата за одбележување на значајни празници, юбилеи и доделување на награди на 27.10.2020 година одржа седница на комисија и донесе одлука за доделување на награди и признанија по повод 3 ноември, денот на ослободувањето на Прилеп. И тоа 5 дипломи, 3 плакети и 2 награди за животно дело. Пред да почнеме со доделување на наградите, сакам на наградените да го честитам 3 ноември, денот на ослободувањето на градот Прилеп, а на сите други да му го честитам празникот 3 ноември. Ви благодарам. Предлагам да преминеме кон доделување на наградите. Посхумно, диплома 3 ноември му се доделува на Велјко Силјановски, основоположник на македонската фонетика, фонологија и компаративна книжевност.
диплома 3 ноември за постигнување во областа на театарската уметност му се доделува на Андон Јовановски Ашата. Почитувани, на Киро Здравески му се доделува диплома 3 ноември за постигнувања во областа на џудо спортот. За особен придонес во развојот на литературното творештво, диплома 3 ноември добива Асен С. Стаменов. Во медицинскиот тим, која изврши првата трансплантација на срце во Република Северна Македонија, диплома 3 ноември му се доделува на доктор Вангел Здравески. Добар ден на сите. Почитуван градоначалник на општина Прилеп, почитуван председател на Советот на општина Прилеп, почитувани советници. Почитувани дами и господа, честитки на сите што сте добитници за наградата 3 ноември. Особена чест и задоволство представува кога наградата доаѓа од градот во кој што се школувал и во кој што си ги стекнал оние базични знаења. Во мое лично име и во име на Универзитетската клиника за државна кардиохирургија, како и на целиот тим кој што учествуваше во првата трансплантација на срце на 23 мај, сакам да кажам, знаете, и во 1967 на Клод Бернард не му било лесно која извршил првата трансплантација на срце во светски рамки. Ниту нас не ни беше лесно, секогаш имаме доза на скептицизам, но во ова време на светска пандемија, сакам да кажам, верувајте во нашите кадри, верувајте во нашиот здравствен персонал, заради тоа што ќе излеземе помудри. Ниту во народно-ослободителната борба не му било лесно на нашите предци кога се бореле за слобода. Сега имаме, да речеме, на нова битка. Знаете, секоја генерација си има своја борба, така да се надевам дека ќе излеземе многу помудри после оваа пандемија и сите ќе бидеме како нација многу посплотни. Ме радува тоа што градот во кој што сум израснат едноставно се европеизира. Со цело срце, со моја лична поддршка, сакам Прилеп да го видам европски, модернизиран, град херој, како што и самото го заслужува. Нека ни е честит 3 ноември на сите присутни и за многу години.
Плакета 3 ноември за придонес во заедницата. Преку младински волонтеризам и хуманитарни активности му се доделува на Лео клуб. Покажана висока општествена одговорност во справувањето со пандемијата на COVID-19, Плакета 3 ноември добива гифти текст. Плакети 3 ноември за покажана посветеност, одговорност и пожртвуваност при справувањето со пандемијата на COVID-19 им се доделуваат на Одделот за инфектологија при јавната здравствена установа Општа болница Борка Талески Прилеп. Службата за итна медицинска помош и домашно лекување при јавната здравствена установа Здравствен дом Прилеп. Одделението за трансфузиона медицина Прилеп при јавната здравствена установа Институт за трансфузиона медицина на Република Северна Македонија. Одделението за епидемиологија при Центарот за јавно здравје Прилеп. Во името на сите здравствени работници се заблагодарувам за добиените признанија. Ќе бев особено горда денес ако можевме да кажеме дека извојувавме победа во битката со ковидот, баш на овај ден. За жал, бројките на инфицирани со вирусот во нашиот град
се поразителни. Тоа само ни кажува дека допрва ни предстои уште потешка битка, која што треба да ја извојуваме заедно. Не само ние здравствените работници, кои што и досега максимално се ангажиравме, туку сите заедно. Затоа апелирам, значи, да се однесуваме одговорно и сите во својот домен да дадеме придонес во ова, да кажем, една од потешките битки во последните децении. На 11 септември оваа година, овој земен свет го напушти нашата сограѓанка, музичка легенда, која представуваше неразделен дел од прилепската, македонската и музичката и културна историја од поранешните југословенски простори, Нина Спирова. Родена во музичко семејство, својата песнопојна дарба за прв пат ја представи на штиците на Народниот театар во својот роден град Прилеп, каде го заврши нижото музичко училиште. Своето музичко образование го продолжува во Средното музичко училиште во Скопје, а подоцна и на Музичката академија. За Радио Скопје и Радио Белград, Нина Спирова има снимено голем број познати домашни и странски хитови, како и македонски народни и староградски песни. Како трајни вредности во македонската музичка ризница ќе останат запаметени нејзините интерпретации на Бог да бие кој прв почна, Судбо моја судбино, Зајди, зајди јасно сонце, Кажи, кажи ливе стано и многу други. Во соработка со најдобрите македонски композитори за музичката продукција на македонската радиотелевизија, Нина Спирова има снимено над 80 композиции. На најпознатите фестивали на забавна музика од некогашните југословенски простори има освојувано многу награди од публиката и стручното жири, меѓу кои најчесто онаа за најдобра интерпретација. Езеро мое, молчи, молчи, на овој ден, како и незаборавната Идем бакнеш, се дел од личниот печат поради кој името на Нина Спирова и денес со пиетет се изговара во нашата земја, но и во земјите произлезени од поранешната заедничка држава. Но сега, штом да се суспешна ја. Многумина музички критичари ја прогласија за прва македонска поп дива, а некои од нив ја нарекуваа македонската Едит Пјаф. Нема тајни во ова мала среќа, да те љубам, зар тоа не... Скромна и ненаметлива, со однесување несвојствено за музичка звезда, на почетокот од 80-тите години од минатиот век, Нина Спирова се повлече од естрадната сцена и влезе во она што значи музичко и културно наследство на пошироките простори. Еден поглед, безброј сни, моите желби немат број, што ме плени, љуби ме ти. Посхумно, за особен придонес и создавање трајни вредности во музичката уметност, награда Златна плакета 3 ноември и се доделува на музичката легенда Нина Спирова.
почнав да пишувам и да читам, а тргнав на училиште токму од Центарот за печат и радио од куќата на Плашевци, од турското училиште учев. Се сеќам како денеска, мајка ми и потури вода за да ми оди учењето. И јас читав, имаше едно списание детско крај огниште. Напишав едно песниче и го пратив, овие би го објавија и под тоа пишува Миле Талевски Прилеп. И реков, убаво е ова. И тоа беше, се зарази за новинарство. Значи јас, да кажам, сум самоук новинар. Не завршив факултет новинарство, завршив југословенска книжевност, со цел само да имам факултет. Инаку, тоа си специализирам самиот со себе. Така да, јас, уште како ученик, во гимназија правев ѕидни новини, пишував за Младборец и првиот напис што го има во Младборец беше за Томе Јакимовски. Како станав дописник на спорт, уште бев ученик. Имав 17 години, а и српски требаш да зборуваш. И ме ангажира, првиот напис го имав кога гостуваше Црвена звезда. И загубив не со приеден. Јас, например, во живото не сум имел ден слободен. Никогаш. И страдала мојата фамилија, децата страдали. Затоа што јас, кога требало да се одмора човек, на преварите си игра во сабота и недела. А чеклам во фичото едно јаболко, бидејќи нема време и да доручкуваш, да поручуваш и да ручаш. Оти, тогаш имам многу спорт. Јас имав едно тетече и пишува точно датумо, сато кога почнува надпреваро, се ги гледав на надпреварите и од најниските рангови. Па ќе дојдеме од урчекта за победа да ја гледаш. Во радио Прилеп сум го формирал младинската емисија. Сум го формирал спортскиот журнал. Преку тоа го формирав, бев иницијатор и организатор на спортската вечер, која беше прилепчани и денеска не може да ја заборам. Биламе 10 најдобри спортисти. Сега не можеме да избериме тројца. Има многу да раскажувам. Прилеп беше јавно прогласен за најфудбалски град во земјата. Таа беше Југославија. Имавме 22.000 гледачи на надпревар Победа Беласица. Али сигурно беа повеќе, од тие беа само 22.678 карти продаени. Значајни ми се, најзначајни ми се овие што сум ги добил од Прилеп. Меѓутоа, имам награди, например, Борова награда имам добиено, што се добиваше, еден човек ја добиваше годишно од новинарите на Сдружениот труд. Сум бил и подпредседател на новинарите на Сдружен труд на Југославија. Овде на Македонија председател сум.
Овде во Прилеп долги години немаме активна новинари, оти малку конкуренција имаше меѓу самите новинари. Јас го направи и то го направив активно на новинарите во Прилеп. Работи невидени сум создавал. Визбана ќе го направам за овој музеј. Кој напиша, можам да речам, милиони и милиони напишани текстови. Сигурно дневно сум пишувал по 10 фазла написи, кои биле објавени. Сакам да живем до моментот кој ќе се отвори градскиот стадион Гоце Делчев, да бидам присутен на отварањето. Награда за животно дело, златна плакета 3 ноември, Миле Талески. Почитувани, носител на највисоката општинска награда за животно дело, златна плакета 3 ноември, за особен придонес во развојот на новинарската професија, му се доделува на новинарот Миле Талески. И почитувам Миле Талески, кој ќе заврши пандемијата, ќе го отвориме заедно градски стадион кој се делаше во Прилеп. И да се ослободиме од играчина. Ќе се качам малко. Така, Да ги поздравам. Ништо нема подобро од својот град да добиеш награда. И таа да биде за животно дело.